Оно што можам да го кажам на самиот почеток е дека се очекува денеска температурите да достигнат до 6 целзиусови степени, а она што можеме да го забележиме што рано утринава е дека имаме врнежи од дожд и облачно време во главниот град. Но најмногу на кое што сите не интересира е какво време не очекува во текот на новогодишната ноќ, па и во првиот ден од новата година. Во продолжение многу повеќе слушаме од мојата денешна гостинка, дежурен синоптичар во УХМР Ленча Ризова. Да ја посакаме добро утро. Добро утро на секако на вработените во студиото и на гледачите на Телма телевизија. Ви благодарам што одвоивте време да говориме за тоа какви временски услови не очекуваат. На самиот почеток сакам да започнам со денешниот ден. Напоменав дека утрото не започна нели со врнежи од дожд, облачно време. Дали истите временски услови не очекуваат до крајот на денот? Така, значи, уште од ноќните часови имаме врнежи од дожд, речиси на цела територија, иако на повеќе места беа послаби, со послаб интензитет, меѓутоа, еве во Гевгелија до 7 часот утрово наврна 10 литри на метар квадратен. Денеска ќе се задржи облачно време со повремени врнежи од дожд, на планините секако врнежите ќе бидат од снег. Имаме известно намалување во попладневните часови на врнежите, значи, меѓутоа повторно кон крајот на денот, а особено во текот на ноќта ќе имаме пообилни врнежи, тоа повеќе во југоисточните делови, каде се очекува да наврнат и над 25 литри на метар квадратен дожд за 24 часа. Вакво променливо облачно време ќе продолжи во текот на утрешниот ден, со тоа што од запад постепено врнежите ќе престануваат, ќе се задржат некаде околу пладневните часови во источните делови и поради спуштање на уште постудена воздушна маса, значи на повисоките места врнежите ќе преминат во снег, поготово во тој дел источниот дел од земјата, каде што ќе се задржат подоцна. Така, потоа имаме веќе престанок на врнежите во ноќните часови, се уште променливо облачно време во петок, а со тоа што постепено облачноста ќе се намалува, температурите дневните ќе бидат без некои значителни промени, меѓутоа со намалување на облачноста ќе имаме и пониски утрински температури, особено од недела и почетокот првите денови од следната седмица ќе имаме доста ниски утрински температури, кои ќе се спуштат некаде во недела до -8, во интервал до -2 степена. Оно за кое што сме дојдени и сакаме да го слушнеме, дали не очекува снег за време на новогодишната ноќ? Така, секако сите тоа го очекуваат и посакуваат. За сега барем добро, иако се уште имаме уште една недела до нова година, од сега гледано, значи, од запад ни се приближува циклонска активност, имаме спуштање на доста постуден воздух од север, така што во текот на ноќта, почнувајќи од западните делови, барем за сега така изгледа, ќе имаме врнежи од снег, кои што на први ќе се прошират и на целата територија. Значи, првиот ден од новата година ќе имаме врнежи од снег и во пониските места, по градовите, да кажам. Дефинитивно да очекуваме дека стартот на новата година ќе имаме и снег. Пред самиот крај сакам да ве прашам и дали постои некаква прогноза за првата недела од 2026 година, освен 1 јануари кој што го напоменав. Да. Па студено, доста студено време ќе се задржи, со тоа што првите денови ќе биде така променливо облачно, ќе има повремени врнежи, меѓутоа главно врнежите повеќе се, барем за сега изгледа дека во првите 2 дена ќе бидат така пообилни врнежи, после се намалуваат, ќе има повремени, меѓутоа ќе се задржи доста студено. Ви благодарам за одвоеното време и што имавме можност да ги слушнеме овие информации. Благодарам и на вас. Благодарам уште еднаш. Тоа беше Ленча Ризова, дежурен синоптичар во УХМР. Верувам дека дадовме корисни информации за денешниот ден, какви температури не очекуваат и какви временски услови, но на кое што е најважно за сите нас, верувам и сакавме да го слушнеме, е какви временски услови не очекуваат за новогодишната ноќ. Она кое што можеме да го потврдиме тукму од тука е дека во првиот ден од 2026 година можно е да не очекуваат врнежи од снег.